Од годинава матурантите ќе бираат помеѓу 3 типа на државна матура која треба да донесе повеќе објективност и помалку препишувања. Државна матура, државна стручна матура и државна уметничка матура и учениците соодветно од која област доаѓаат, така и ќе полагаат. Зошто? Затоа што де факто постои разлика во општообразовните предмети на гимназиското учење, средностручното учење и уметничкото учење. И овој пат материјалот кој ќе го полагаат учениците ќе биде прилагоден на она што тие во тек на 4 години го изучувале. Овој тип на матура според министерката Јаневска има позитивен ефект и ги намали обидите за припишување при полагање државна матура. Искуството од лани покажа дека имаше многу помалку препишување или обиди за нечесно или снаоѓање на учениците при полагањето на матурата. На 503 матуранти од Штип годинава полагањето на државната матура во Универзитетот Гоце Делчев ќе им се приклучат сите матуранти од Источниот регион, според одлуката на Министерството за образование и Државниот испитен центар. Но зошто е донесена оваа одлука? Бидејќи имаме поделба на видовите на матура и согласно правилникот, таму каде што имаме мал број на ученици, треба да ги споиме со оние училишта каде што има поголем број на ученици со цел да имаме пообјективни резултати. Според директорката на Државниот испитен центар, искуствата од минатата година со полагањето на државната матура во високообразовните институции се добиваат пообјективни резултати. Истото го очекуваат и оваа година. Но кои се термините за полагање на државната матура годинава? На 6 јуни ќе полагаат сите ученици матура и државна уметничка и државна стручна. Тоа е матура за англиски јазик или странски јазици, како избрале учениците од државната матура. Потоа ќе имаме математика, а додека пак или историја за уметничките училишта. Додека пак мајчините јазици ќе се полагаат во различни термини на 11 јуни и 12 јуни.